За 2019 година, претходно да кажам дека годишниот план кој што од областа на крводарителство треба да го реализира Црвен крст Кавадарци за двете општини Кавадарци и Росман е 3% од вкупното население, помалку од 40% или 1186 единици крв. Значи тоа е еден репер дали сме позитивно, дали сме негативно. Значи имаме ангажирани, дали сме позитивно ангажирани и сме ги собрали тие единици крв, дали сме го надфрлиле планот или сме промашиле и треба тука да се бара или виновникот или оној што придонел за таквата бројка. Морам да кажам дека ние од тие 1186 единици редовно го надфрлуваме планот и реализираме над 2000 крвни единици и во 2019 реализирани се 2117 крвни единици, значи планот е некаде 176% остварен, а додека во 2020 година, во време на пандемија, кога луѓето се плашеа да излезат од дома, не одеа дури и на работа, бројките од ден на ден и од месец на месец се зголемува на заразени од COVID-19 и за жал и на починати, и во такви услови успеавме да организираме како град Кавадарци многу успешни акции, така што повторно го надфрливме планот и имавме над 2000 крвни единици, значи во 2020 година и под притисок на пандемијата COVID-19 реализирани се 2087 крвни единици и со тоа го заземавме третото место во државата, што представува навистина голем успех и за тоа добивме признание на државно ниво. Многу малку фалеше да бидеме на второ место или на трето место, значи околу 100 крвни единици, со самото тоа што, ете, ако организиравме во некои компании крводарителски акции, морам да споменам дека успешно реализираме крводарителски акции во некои компании Винарска визба Тиквеш, Фени Индустри, Алијанс УАН, за да оваа година, кон крајот на овој месец, веќе договараме крводарителска акција во ИГМ, а понатаму и во Дрекстермаер, со што сметам дека ќе ги поминеме сите бројки и граници и дека конечно ќе дојдеме на тоа посакувано прво место. Јас, како представник на општина Кавадарци, како носител функција градоначалник, пред се сакам да кажам дека ова воопшто не е мал настан, ова е еден голем настан, од голем чин и од големо значење и за општина Кавадарци, меѓутоа и за цела територија и за сите жители. Тук имам еден текст напишан, нема да го читам, ќе си кажам со своји зборови, пошто ова е еден хуман настан, настан каде што пред се дарувањето на крв значи живот за некој. Сите сме имале некакви прилики, јас сум имал и прилика да имам потреба, лично во семејството од потреба за крв, така да знам што значи тоа и знам колку значи да некој во моментот испадне во престрет и дарува крв. Дарувањето на крв, како што денеска спомна и председателот и волонтерот од Црвен крст со јубилејни награди од 25, 50, 75 дарување и 100 дарување, тоа не е само за благодарница, тоа не е само за почит, него е нешто повеќе, кое што ние се уште не можеме да го сватиме и цениме колку значи во цело општество. Дарувањето на крв Кавадарци е на високо ниво, како што ја кажа и председател од бројките. Тоа кажува на еден хумен народ, на еден народ кој што не завидува, и на народ кој што собствената крв или собствената потреба може да ја сподели со некој друг. Јас само можам да потенцирам и да кажам дека сите овие крводарители, дали се ветерани, дали се моментално јубилејни крводарители или потенцијални крводарители, општина Кавадарци ќе ги третира на највисоко ниво и на можност на нивно етаблирање во општеството, во делот на нивни лични привилегии. Нормално тоа не треба да го злоупотребуваме да кажеме дека се привилегии, меѓутоа дарувањето на крв е неопходна работа за едно функционирање на една држава или општество. Црвен крст од Кавадарци, покрај овој ден, денеска, светски ден на крводарителите, односно вчерашен, се вклучува во сите можни активности во општина Кавадарци и придонесува најмногу во делот на организирањето на хуманитарни акции, па справување со пандемијата, а и во делот на вакцинацијата. Црвен крст Кавадарци е еден пример како треба да функционира едно здружение, поготово од хуманитарен дел и хуманитарна цел, а ние како носители на моментални функции, градоначалници или било што,
Треба само да бидеме една водилка на цела ситуација, да го тоа споделиме со нас, а и нормално да го етаблираме нормално во општеството, за да тие луѓе се осетат добро. Јас сакам да ви честитам на сите кои што имате дарено крв, дали еднаш, 20, 50, 70 и 100 пати, воопшто не е мала работа, да продолжиме со исто темпо, динамика и нормално кавадарачани, а и цело општество, бидеме на високо ниво во делот на хуманоста.